Ивана Вукановска. Пред се ти благодарам што ја прифати понудата да зборуваш за Hype TV. Ќе зборуваме за ориенталните танци, а кој ако не освен ти да е компетентен да зборува на оваа тема. Прво ќе те прашам, што е првото што ти паѓа на ум кога ќе се спомене ориентален танц? Женственост и грациозност. Затоа што ориенталниот танц ја представува жената во незиното вистинско светло, односно, како да кажем, the real woman. Она енергија што сите на нас жените ни фали, посебно во овој свет во кој што живееме во денешно време. Малку сме научени на 50-50 или жената да биде малку со по masculine energy, како да кажам. Ориенталниот танц е навистина нешто што ја олицетворува една жена, како што треба да биде. Така. Дали е тешко да се изведува и кој може да го практикува овој танц? Полесно е кога си има талент во секој случај, но не постои возрастна граница за изведување на танцот. Јас држам часови инструктор сум по ориентален танц, единствен лицензиран инструктор сум на Балканот, и да кажем со лиценца стигната во Египет, каде што е срцето на ориенталните танци. Значи има од секакви возрасти, има и мажи и жени, има многу бенефити по здравието, значи се изведуваат многу интересни вежби, половина час се тегнеме, половина час вежбаме техника, така да убаво е да се вежба танцот, дали како некој да го гледа како професија или како забава, рекреација, затоа што навикнати сме да работиме седејќи од дома или повеќе работиме седејќи, за жал физички активности веќе толку многу не постојат, што значи дека убаво е да се изведува. Забавно. Колку калории се губат со една изведба, да речеме? Имаш ли представа? Па мислам дека по мене се гледа дека не бројам калории, така да не знам. Се топа веројатно. Напорно е. Во секој случај некаде една изведба ми трае околу 30 минути интензивен танц, каде што сите мускули на телото се вклучени, некои се згрчени, некои се значи цело време така стегнати, што значи дека е напорно. Се трошат калории. Спомена дека имаш своја школа. Кој се може да се пријави, кој се може да учествува, кој се може да ја посетува таа школа и кои се плановите со таа школа во иднина? Имам своја школа за танц, уписите се од октомври до мај. Како што веќе кажав, за сите возрастни граници е школата. Исто така може рекреативни часови, мислам да се запишува за рекреативни часови, можете исто така посебен курс имам за професионални танчерки, оние што сакаат да се занимаваат професионално со оваа професија, да градат кариера во рамките на нашата држава, колку што тоа може, колку што тоа да се бориме и ние како и јас, а и интернационална кариера сепак како и јас што се борам. Така. Се вели дека стомачниот танц е танц на божиците. Дали некогаш се чувствуваш како една од нив? Секогаш. Мислам дека секоја жена треба да се чувствува како божица. Дали се занимавала со танци или со нека друга професија, жената заслужува да биде и третирана како божица и да се чувствува самата како божица. Но во ориенталниот танц, како што веќе кажав, грациозноста и женственоста е нешто што е најважното. Заводливоста, едноставно да се биде жена. Ако би се требало да се каже дефиниција за една жена, јас тоа веднаш би го замислила како ориентално движење. Дали некогаш си добила понуда за нешто повеќе од танц и како реагираш на недоличните коментари, затоа што знаеме кај живееме? Многу често добивам затоа што Инстаграм профилот ми е јавен во врска со работата и во однос на мојата кариера. Често пак знам да добивам секакви коментари, реагирам со игнор. Не се ни оптеретувам со тоа. Која е најчудната или најлудата локација каде што си настапувала и дали имало инциденти на настапот? Инциденти не паметам дека имало, но најлудата локација, мислам дека не е локација, туку најлудото место на каде што настапувам или сум настапувала е на место каде што има само мажи. Полуда нема од тоа, јас мислам. Кога ќе се соберат еден куп мажи
и кога немаат представа за ориенталниот танц, затоа што тоа е нешто ново во нашата држава и ние немаме во својата традиција и култура го немаме сето тоа и не го гледаме тоа со онаки очи како што тоа го гледат на пример во Средниот Исток. Така да најлудото место каде што настапувам е каде што публиката ми е само маж. Во однос на жените, дали добиваш аплаузи или љубоморни погледи од нив на твоите настапи? Мешани. Од новите генерации добивам повеќе аплаузи, што особено ме радува, затоа што сум на добар пат. Реално, јас сум единствената во Македонија што се занимава со професионален танц, на професионален начин како што тоа го правам јас, интернационални настапи, фестивали надвор од државата и слично. А и аплаузот од жените секогаш повеќе ми значи отколку од мажите. Секогаш добивам љубоморни погледи, мислам дека тоа е во професијата на секоја жена која што се занимава со јавна работа или со јавна професија, така да ништо чудно. Така. Дали си влюбена и како твојот партнер, доколку постои, нели, реагира на твојата професија и како се сноси со тоа, ако постои, нели? Секогаш сум влюбена во танцот. Јас сум човек што е голем уметник, јас сакам поезијата, сакам уметноста, секогаш сум влюбена на свој начин. Маж во мојот живот во моментов не постои. Ретко да постои, ретко кој што може да се носи со мене, со она што го правам, со она што ме прави мене среќна и со она што го работам, затоа што ме прави среќна. Знаеме каков е менталитетот кај нас. На почетокот сите се во ред, веќе после некое време почнуваат тие некои забрани, затоа сум сама, но сама и среќна. Така, тоа е најбитно. Имаш ли некоја тајна техника со која заведуваш, да речеме, преку танцот и дали ќе ни ја откриеш? Погледот. Затоа што овој танц најчесто се изведува со фереџа или со разни велови, каде што, например, само се очите откриени кај една жена. Така да погледот е најважен. Затоа и сметам дека погледот е најсилното оружје на една жена. Мислам дека една жена што може седејќи со поглед, ниедна не може со ништо друго. Мислам дека со никакви силикони не може тоа што може една жена со некој поглед да го направи. Кој е твојот краен сон? Дали е тоа настап пред илјадници луѓе или можеби нешто сосема неочекувано? Па тој сон веќе ми се исполни. Би во Франција неодамна се вратив, настапував на еден од 5 најголеми интернационални фестивали за ориентална музика. Имаше повеќе од 25 земји учеснички, што значи дека имаше премногу учеснички од целиот свет. Тоа веќе ми се исполни, каде што ги видов најголемите легенди од моето детство што сум ги сакала да ги видам, например, еве, ќе ја споменам Ранда Камел, се вика, можеби не ја знаат, но еве, за тие што гледат емисијата може да ја видат. Жената има 58 години, невиден уметник, мислам, идол ми е буквално. Така да тоа веќе ми се исполни, таа желба. Будам напред со следните планови за следни фестивали. Наредно, еве, ќе откриам во вашата емисија дека денес го потврдив учеството на 22-23 ноември во Атина на иста ориентален меѓународен фестивал интернационален. Така да ќе ве апдейтирам со се. А сон посебен, мислам дека не постои крај сон што го имам. Мислам дека животот нема граници. Човек може да оди напред оноку колку што се труди да оди напред. И мислам дека секој ден е нов предизвик, секој ден се поставуваме и самите на себе своји цели и стремиме кон истите. Има денови во кои што не сакам да правам ништо и тоа ми е целта на денот, едноставно да лежам и да не правам ништо. Инаку, главната цел на ова што го работаме е меѓународно, да разбирам. Дали ориенталниот танц е табу или слобода и што им препорачуваш на луѓето кои го осудуваат? Нека се седат дома, не мора да ме гледаат. Табу тема е кај нас во државата или на Балканот, можам слободно да кажем, затоа што има многу колешки кои што се занимаваат и од другите држави, од Република Бугарија, од Република Србија. Има многу колешки, например, што се од нашите балкански држави, од нашите соседи, кои што исто така
има потешкоти со танцот, затоа што не само во Македонија, не сакам само да зборувам лошо за нашата држава, туку балканскиот менталитет е едноставно малку така. Но морам да кажам дека ме радува тоа што веќе сите се на Инстаграм, на ТикТок, на тие социјални мрежи, веќе се достапни дестинациите што порано не беа достапни. Например, сега е многу лесно да одиш во Дубај, да одиш во Египет, да видиш таму што се случува, едноставно тоа е дел од нивната култура. И младите се многу веќе информирани, така да последниве неколку години веќе не е табу тема, туку е нешто што сакаат да го научат. Например, имам голема заинтересираност за часови за кемена од секоја возраст. И младите веќе го доживуваат тоа како нешто сосема нормално и како уметност. Инаку да се надоврзам на претходното прашање, доколку некогаш би имала крајна цел со ова што го правам, е да го доведам танцот во овој тип на танц, да биде како уметност, да се гледа на него како уметност, затоа што тоа и е. Едноставно, ориенталниот танц не е бели денс, како што е тоа холивудскиот термин за ориенталниот танц, туку во ориенталниот танц има многу категории. Тоа е, цела федерација на танци е во ориенталниот танц. Тука спаѓа фолклор танц, тука спаѓа балади танц, поп музика и се тоа во склоп на ориенталниот танц. Тоа е убавината, има многу разноврстно, во тој танц, каде што можеш да се пронајдеш себе си во која насока сакаш да си ја градиш кариера, дали сакаш да танцуваш. Неодамна беше во видеозапис на Јоце Панов. Какво беше искуството и дали постои некој друг артист од нашата сцена или може балканската или светската за кој што сакаш да настапуваш? До сега не сум сакала да настапувам по видеозаписи на ниедни пејачи, не знам зашто не сум сакала. Прво затоа што можеби се изгубил на оној романтицизам што порано постоеше во песните. И ретки се тие наши уметници во денешно време што прават убави текстови и убави песни. Например, реткиот од нив е и Јоце Панов. Навистина, ние се знаеме многу години, а долги години планиравме да бидам дел од некој него видеозапис, еве сега беше времето, навистина мислам дека направивме убава работа, луѓето се задоволни, слушам убави коментари, песата е преубава, баш летен хит, Јоце го поздравувам, мој голем пријател, еден од ретките уметници кој што прави вистинска музика, можам да кажам. Еве освен мојот пријател Кан Маскар со кого што нели настапуваме со неговиот бенд. Танц со костими или без? Каде е границата меѓу уметност и еротика во ориенталниот танц? Голема е границата. Танцот се изведува, има за секој танц, како што кажав, зависи во која категорија се настапува, има различен костим за тоа. Треба жената да е заводлива. Еротиката треба да има граница, да не прерасне во вулгаритет. Мора да се знае таа граница, таа граница се чувствува. Затоа што се што е уметност не може да биде вулгарност во секој случај. Дали македонската сцена е подготвена за вистински ориентален шоубум? Македонската сцена мислам дека за никаков шоубум не е подготвена, затоа што сите сме со некакви предрасуди, дури и ја самата, зависи зашто. Уметноста нема граници, ниедна уметност нема граници. Со тек на време ќе ја подготвиме ние. Времето само си доаѓа, годините сами си доаѓаат и мислам дека работуваат на подобро. Така. Што кријат твоите движења и дали некогаш танцот зборувал повеќе од зборовите? Секогаш, затоа што кога танцуваш не зборуваш. Едноставно во танцот телото е инструмент. Дури ни музиката не е толку важна, колку што е важно самото тело и движењата на таа музика. Секогаш сакам да кажам дека во овој танц буквално е телото инструмент кој што ја води таа музика. Не обратно музиката да го води гласот или некое темпо, по некое темпо да бидат нешто испеано или изиграно буквално, во овој случај тело да го води ритмот. Одамна беше дел од ТВ екраните како водител заедно со Мелита. Дали планираш да се вратиш на ТВ екраните и во какви односи си со Мелита? Мелита е една прекрасна жена, ја поздравувам. Ние сме сигурно во добри односи. Да, тоа беше пред многу години, кога бев дел од македонската водителска сцена, да кажам.
секогаш сум јас тука некаде присутна низ јавниот живот во Македонија, на овој или на онаков начин, доколку има некој убав проект, секако би можела да замислам да се вратам повторно на ТВ екраните како ТВ лица. Со Мелита сме во прекрасни односи, прекрасна жена, борбена жена, знае да се носи со она што го поседува, знае да се носи со кариерата, знае да се носи со зборувањата, знае да се носи едноставно со се она што го поседува. Така, пример за многу жени. Јас сум Милена Вукановска, а вие гледате Hype TV.